Мојот следен гостин е господинот Душко Весковски, кој што е победникот во првиот круг во изборите во општина Карпуш во Скопје. Добро утро. Добро утро и благодарам на поканата. И вчерашната последна вест е дека вашиот против кандидат ќе биде господинот Стефчо Јакимовски, поранешниот градоначалник, кој што успеа за влакно, би се рекло, за помалку од 100 гласа да го надмине кандидатот на ВМРО ДПМН за да ви биде против кандидат господинот Олгивер Зафировски. Добро, од каде да почнеме? Имате релативно убедлив поединечен резултат кога ќе се видат вашите гласови и скоро што го постигнавте, но кога ќе се види комбинацијата помеѓу Стефчо Јакимовски и Оливер Зафировски, а тоа се сепак стари добри познаници во смисла на ВМРО ДПМН и на ГРОМ, тој скор е сериозно над вашиот скор. Сакам да ве прашам, што мислите дека ќе се случува во вториот круг на гласање, бидејќи вашата партија доживеа многу непријатен резултат и пораз во многу општини. Во Скопје висите на влакно на едно-две места, центар Карпуш е таа општина која што се надевате да добиете, а за градот Скопје е многу неизвестно. На што се надевате, Душко, во вториот круг? Ние се надеваме на граѓанскиот концепт, односно имаме два различни концепти. Еден кој што беше 2016-17 година, кој што не сплоти сите политички партии да протестираме, да демонстрираме против таа урбанизација, против таа бетонизација на Карпуш, поради она менување на оној демографски лик кој што беше во општина Карпуш, каде што сите политички партии, невладини организации, граѓански здруженија излеговме и протестиравме со еден друг концепт кој што е проевропски, со хуман развој на општината, насочен кон другата страна на реката Вардар, кон Злокуќани и Бардовци, кон Касарна и Илинден, каде што имаме јасен концепт на движење на работите, наспроти нешто што го имаме видено веќе во 3 наврати. Така да верувам дека граѓаните ќе имаат јасна прилика да одлучат накаде сакаат да ги дадат каде да ги дадат своите гласови, особено својот збир на гласови. Мислите дека ги извадивте партиските ресурси, бидејќи потоа ќе преминеме на ова што е граѓански свет кој што живее по општините? Вашата партија даде поддршка таму каде што очекувавте и како што очекувавте? Знаете како, даде во еден слободен простор да сите граѓани, особено нашите политички симпатизери, нашата политичка партија. Верувајте дека ние треба да се цврстиме своите редови, апсолутно го свативме и она што ни го испорача народот по првиот круг. Веќе во текот на вчерашниот ден правевме сериозни анализи. На национално ниво, не? Национално ниво, градот Скопје, онаму каде што очекувавме многу подобар резултат. Апсолутно се веќе во текот на вчерашниот ден се групиравме, ги правивме анализите по избирачки места, каде ние потврдивме, што може да понудиме за граѓаните, какви проекти можеме да понудиме. Верувајте, веќе тоа го анализираме и веќе ќе пристапиме во текот на денешниот ден со нови работи, проекти, со нов пристап кон самите граѓани, особено во општина Карпуш. Обично помеѓу двата круга нема време баш многу што да се крупно да се ветува и да се поправа. Ви имате добар резултат, меѓутоа велам, тој резултат кога ќе се искомбинира противниците може да биде и проблематичен, бидејќи меѓу другото што е право сега таму и кандидатот на ЛДП и ДОМ, кој што настапи одделно како коалиција од вашата коалиција на локалните избори, има одреден број на гласови, релативно мал. И меѓутоа и Левица има 3600 гласа, пак на тоа ВМРО со своите, не знам, 6500, па на тоа Стефчо Јакимовски со 6800. Ќе имате многу жежок костен да го вадите за вториот круг. Што ви е надевањето, што ви е стратегијата околу тоа? Мислам, повторно го почнавме разговорот со два различни концепти. Еден концепт кој што беше бетонизација на Карпуш, еден јасен концепт проевропски, еден концепт со проекти со јасно движење на општината, со покривање на таа финансиска загуба која што има општината, и верувам дека тука имаме можност и сме сигурни дека можеме да мобилизираме и повеќе коалициони партнери, но и граѓански здружени. Не заборавајте дека независната листа на Карпуш првпат влезе во Советот со два представника. Тие беа луѓето кои што го поведоа заедно со нас оние протести против Јакимовски 2016-17 година. Таму Јакимовски не беше сам, беше заедно со ВМРО ДПМН во Советот на општина Карпуш. Таму се смени демографскиот лик на Карпуш. Гледайте да ви кажам, Јакимовски е еден од најисторените луѓе на бившиот режим, особено во локалната власт, и за него неговиот пораз во Карпуш беше прославуван во Скопје како едно од побитните. Успеавте за 4 години да го вратите да ви биде против кандидат во втор круг. Значи, една силна порака до партијата пред се на национално ниво, меѓутоа и на локално ниво, дека
луѓето, граѓаните се незадоволни од тоа што меѓу другото и со она што го остави како наследство се Стефчо Јакимовски, како вие се расправавате, не вие конкретно, туку претходниот градоначалник. Тоа не можам да говорам, но апсолутно се согласувам со вас. Не заборавајте дека граѓанскиот концепт и демократијата кој што имаме во овој момент, иако е во моментот тој ветер е према нас насочен, можете само да ви направам компарација пред 6 години кога имавме на избирачкото место и Јанис Макрис на место на Јани Макрадули и Рада Шекерова на место на Радмила Шекеринска и вие говориме сега за еден подруг концепт, пристап граѓански, каде што имавте 6 кандидати за градоначалници на општина Карпуш, каде што имавме 10 советнички листи, нешто што никогаш не било случајно во земјата. Нешто што никогаш не било случајно ниту во државата. Затоа верувам дека граѓаните, иако го испорачуваат нивниот глас на гласачкото место, само ќе мобилизираме што повеќе луѓе кои што не искочија можеби во првиот круг, заедно да се групираат и да го дадат својот глас во вториот круг. А тоа е единствена можност за собирање на овие гласови се СДСМ и коалицијата која што ги има тој капацитет. Госпоша Физаев во ноќта по изборите рече дека потврдило и гласачкото тело, гласачите традиционални на СДСМ, веројатно таму ги базирате своите надежи. Кажете ми во кратки црти што е основната понуда што имате, велите ширење кон северозападните делови на општината по-активно. Што е она што во 3-4 точки вие го нудите? Ние мора да имаме реални проекти за граѓаните на општина Карпуш. Повторно ќе напоменам, 4 години општината беше блокирана, се уште е блокирана за жал. Граѓаните тоа пробуваме да го пренесеме преку медиумите, преку јавните настапи. Не знам колку можат да го разберат. Прва можеби треба почесто да го повторуваме. Околу 4,5 милиони евра има сега долг општината, каде што треба сериозна работа веќе во првата година и враќање на тие средства. Не планираме планска хумана урбанизација кон Злакуќани, Бардовци, Касарни, Елинден. Планираме голем парк во Карпо 4, парк кој што е на 86.000 метри квадратни, веќе е ичистен целосно од депонија, е заграден, не сакавме популистички да го започнеме пред самите избори. Ветуваме на катна гаража во Леплекарја, каде што конечно ќе го решиме тој проблем со паркирањето, после тие сите населби, после тие Каде би се градила таа катна? Тоа е веднаш помеѓу Орце Николов градинката и средното училиште Никола Карев. Веќе го имаме проектот, го промовиравме во јавноста и верувам еден младински културен центар формирање во Другарше, односно ние простори кои што се уште празни, каде што можат младите да ги искористат и верувам дека само таков еден пристап, две нови градинки, особено во оние делови каде што се пренаселени, пренатрупани, делот на Луминка, каде што имаме преголема градба и делот позади салата Борис Трајковска, не се оние точки кои што ги нотиравме за изградба на овие две нови градинки. Ја верувам дека можеме и многу повеќе, но овие се реални проекти. Улица Прашка стана една од најзагушените улици во градов, бидејќи се изградија огромни објекти, тоа е уствари наследство и од претходното владење во општината, токму од вашиот против кандидат кој што сега се кандидира повторно. Ние ги нотиравме тие црни точки. 2016-17 година се прави демографска револуција во Карпуш. Со сите оние згради, не само на улица Прашка, и на улица Варшавска, и Настел, и сите оние згради кои што се направи. Од тогаш почнуваат револтот на граѓаните од Карпуш према актуелната власт. Во тој момент Јакимовски во МРДПМ. Верувам дека сето тоа ќе продолжи во еден правец каде што ќе мобилизира луѓе во вториот круг да излезат масовно и оние кои што не успеа да гласат, дали поради гужвите на гласачките места, дали поради тоа што мислат дека има премногу кандидати веќе во првиот круг, верувам дека ќе ги насушат своите гласови во вториот. Левица вети дека ќе сече раце после изборите и дека ќе сече глави и постварија успех кој што е значителен. Вие можеби треба да ветите експлозиви, динамити и багери за рушење постоечки згради, бидејќи гледам дека граѓанство изгледа да тоа најмногу се пали. Јас верувам дека во Карпуш живеат луѓе кои што знаат доценат кои се реални проекти, ветувања, кои се нереални проекти. Ние можеме да ветиме многу работа, многу проекти и многу проекти во интерес на граѓаните. Такви работи други не може да ветиме, нешто што не може да исполните. Таа популистичка политика може некогаш да ви се врати како бумеранг кон себе, но сепак граѓаните се одлучуваат и за таа опција. Ја верувам дека можеме да понудиме еден подруг концепт, попристапен концепт кон граѓаните кој што тие може да го препознат веќе веднаш по вториот круг од локалните избори. Душко Весковски, ви благодарам за ова утринско брифирање.